Во рудникот за олово и цинк Саса во 10 години по рестартот на рудникот во јуни 2006 година се инвестирани 60 милиони евра во опрема и капитални објекти, а годишното производство на сува руда е стабилизирано на 770.000 тони. Сите активности кои се одвивале етапно во овие 10 години од отпочнувањето со редовно производство резултирале со подигнување на Саса во првите 10 најуспешни профитабилни компании во Република Македонија, а истовремено Саса е еден од 5 најголеми рудници за олово и цинк во Европа и еден од најголемите нето извозници во земјите членки на Европската унија. И собственики рудника, и колектив рудника. Работиме во насока на подобрување на работи кои што се однесуваат до нашиот рудник во сите аспекти. Исто така, сакам да кажам дека сите наши вработени посветени на остварување на перспективни задачи и се надевам дека и понатаму рудник Саса ќе работи за благосостојба на сите граѓани на Република Македонија, а и во секој случај на нашите рудари. Весь колектив рудника. За годинава планирани се инвестиции во висина од 9,9 милиони евра, а се стартуваше со изградбата на новото јаловиште. Инаку новите детални геолошки истражувања и концесиите за експлоатација му даваат сигурност на рудникот до 2030 година. У нас имеется концесија на геолошки. Моментално рудникот ги посетува сите дозволи за понатамошно работење. Ние имаме добиена лани проширена концесија за експлоатација кај што отпочнавме веќе со работа. Истовременно завршуваме во оваа година детални геолошки истражувања на теренот кој што нас ги доделен посебно како концесија за детални геолошки истражувања. На работу рудника имејќи. Саса на 10 јуни ќе одбележи 10 годишнината од рестартот на рудникот, но и 50 годишнината од отворањето рудник во Македонска каменица. Ке биде промовирана и монографијата Саса 10 години нов живот од авторот новинарот Иван Бојаджиски, а вечерта на плоштадот во Македонска каменица ке имаат концерти Љубојна и Каролина Гочева.